Почитувани, добар ден. Градска патрола на град Битола, Тоња Постоловски, локација Буковски мост, не Буковски мост, него мостот кој што води во Европа. Одиме со слика. Почитувани, ова е мостот кој што истовремено е и влез-излез од град Битола. Меѓутоа, што е поинтересно, натаму е Европа, Европска Унија. Само да помини во силово, да го измериме колку е широк. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 мои чекори. Ајде, 7 метра ќе ви дам. По метар и 20 се моите чекори. Ако забележите, нема пешачки премини никакви на мостот. Поставиле некои си браници. И сега мора да се движи пешакот по оваа страна од мостот кој што носи во градот на клавирите и на конзулите. Да, мои почитувани скопјани, мои почитувани сограѓани и мои почитувани македонски жители, ова е патот кој што води во Европска Унија, поточно во нашата окупирана територија во Беломорска Македонија. Тука, од мојата десна страна, ајде ќе одиме нагоре, се движам сега по мостот, ризикувајќи го и својот живот, затоа што еве забележете, кај се движат и колкави се коловозните ленти. И сега, доколку се пожалам кај градоначалникот, кај председателката на Советот, вистински опасно е да се движи човек по овој мост. Ке те напрат за политички опонент, ке са бидејќи е Советот на ВМРО, ДПМН и на поинаквите, ке ти речат ти си од СДС, кога беше натето Наташа, професорката градоначалник, со незиниот Советот СДСМ, тогаш си ВМРО-ец, се си само граѓанин на Битола не си. Почитувани мои сограѓани, јас, вие, не сме криви што е мостот 6 метра широк. Има луѓе кои што се задолжени за да ни обезбедат чиста градска средина, безпрекорна сообраќајна комуникација, едноставно, за тоа се луѓе платени. Тоа што тие се занимаваат со културни лета, со бла 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 бла, ти реков ми рече, е резултат на нашата пасивност, на нашата сервилност, пако сакате патија и така натаму, кон се она што се вика локална самоуправа. Мислам дека доволно ви го представив. Ова е мостот за Европска Унија, а воедно го користиме како и влез и излез во град Битола, градот на конзулите, градот кој што еве вире и тој во 21. век. Господине градоначалнику, поинаква Габриела, мислам поинаква, зошто за тие што не знаат, вашето здружение се викаше Поинаку и еве Поинаку ги бериме резултатите од поинаквото здружение. Меѓутоа сакам да знаете дека и влезот во Цапари е исто толку широк, 6 метра. Тие се села битолски, влезот во Трново, во Магарево, во Крклино, ако сакате, во сите битолски села, влезо е толку колку што е широк овој мост. Немате пари, велиш, а? Немате пари за да го проширите мостот. Остај што немате пари. Јас се чудам во оној момент кога ќе се одлучите да го проширите мостот, ќе ви треба поучен од горниот мост кај Довлечик, за овој ќе ви треба 2 години да го градите. Како ќе влезиме во Европа ние? Вака не го бива. Десно, реков од мене, е индустрискиот дел од градот,
таму во 93-та падна атомска бомба од најголемиот клетник на градот Битола, кој што се вика Бранко Црвенковски. Дојде тука среде Битола и ни рече ќе ве вратам во 18 век. И навистина не врат. Ќе одам, не сум стигна таму да ви презентирам какви рушевини има по тој дел од градот. Почитувани, тоа е. Се движиме. Главно полека се разбудуваме. Викаме, качуваме гласно кои се нашите проблеми, кои што го тиштат обичниот битолски граѓанин. Замислете ондека има често, бидејќи јас бев активен во возењето на велосипед. Замислете некогаш одиме доодевме до грчка граница, односно до Европска унија, и сега треба со велосипед да го поминиш мостот. А тој е предвиден за кола и пол. 2 автобуси, 2 камиони и така натаму, тешко дека она може да се размена. Меѓутоа, о том потом. Имајте мирен ден и почнете, размислувајте за проблемите кои што ве тиштат. Секој е добро, мои почитувани битолчани.